Полека, но сигурно дигитализираната платформа домашно.мк станува препознатлив бренд за Пелагониско. Таа беше креирана од страна на Лак Агролидер, а со поддршка на фондацијата Отворено општество Македонија и беше промовирана на 15 октомври, меѓународниот ден на руралната жена. Нејзината цел е за ова време на ковид пандемијата да се изврши што е можно поголема промоција и маркетинг на земјоделските производи од Пелагонискиот регион и да се поддржи локалното производство како и локалната економија. Доставата на производите си Прилеп е бесплатна и веќе зема голем замав. Граѓаните започнале на големо со порачување на различни земјоделски производи преку интернет. Имавме околу 50 на нарачки, веќе е воведена и можноста за плаќање со картичка на самата платформа. Во локалната акционна група Агролидер има веќе вработени лица кои што се задолжени за достава. Доставата е во максимум 48 часа. Најмногу се бараат сирење, биено сирење, традиционални преработки, ликери, сладкодарони, кори, тарана, значи апсолутно сите производи што се промовирани. Земјоделството во Македонија се темели пред се на семејни земјоделски стопанства со мало производство, на кои оваа платформа во една ваква криза и тоа како им помага за пласирање на производите. И кризи како што е овај затворени на локалните пазари, те како влијаат на овие семејни земјоделски стопанства. Затоа домашно.мк обезбедува поддршка на семејните земјоделски стопанства со тоа што освен промоција на платформата на нивните земјоделски производи, тимот на Лак Агролидер воедно врши бесплатна достава за заинтересираните купувачи до нивната адреса во градот Прилеп. Инаку фондацијата Отворено општество Македонија од своето постоење вложува во ресурси и поддржува иницијативи за унапредување на правата на жените и постигнување целосна рамноправност во општеството. Од таму вела дека токму платформата домашно.мк е директна поддршка за жените, односно преку неа се обезбедуваат приходи за жените земјоделки, а со оваа нивна идеја придонесуваат во намалувањето на социоекономските последици предизвикани од COVID-19. Данче Даниловска-Бајдевска, програмска директорка во ФОМ, истакнува дека природата на здравствената криза предизвикана од COVID-19, освен животно загрозувачки ризик, има значително негативно влијание и врз социоекономската благосостојба на многу граѓани. Особено ранливи категории на работници се жените, односно жените земјоделки. Со цел да се ублажат социоекономските последици, ФОМ, со поддршка од Заедничкиот фонд за брз одговор на COVID-19, обезбеди $148,000 за развој на иновативни модели за справување со економските неповолности и директна поддршка за работниците и работничките од земјоделската, текстилната и неформалната економија. Освен економскиот импакт кој го има оваа платформа кај земјоделските производители, сега со поддршка на Австриското министерство за социјални работи, здравство и заштита на потрошувачите и во соработка со австриската мрежа Биене се дава и социјален момент на платформата. Имено, проектот во себе ќе ги вклучи и одредени јавни институции во Прилеп, како што е Домот за стари лица Киро Крстевски Платник, каде преку проектот ќе биде набавена опрема за енергетско штедливи светилки, а со поддршка на Евана ќе се возможи репарација и инсталирање на овие светилки. Во домот ќе се подготвуваат и оброци за социјално ранливи категории. Преку проектот ќе се овозможат и вработување на дополнителни кадри во Домот за стари лица Прилеп, кои што ќе овозможат подготовка на социјални оброци, кои што преку тимот на домашно.мк кој што врши достава, овие социјални оброци ќе бидат доставени до социјално ранливи категории на територијата на градот Прилеп, до нивната домашна адреса. As regards the training of young people in home for elderly in Prilep, so on cooking and waiter, we expect that they receive an experience in work and they learn cooking, how to cook, and how is the work of the waiter. So it's a preparation for the first labor market, to integrate them into the first labor market. Furthermore, as regards women entrepreneur, so women farmers, the unemployment rate of women is quite high in your country, and the activity rate is quite low because due to different care obligations, but also due to traditional approaches in your country. We try to foster also the integration of women into the labor market as entrepreneurs, but also young women that
are not yet employed and trained. And it's improving. We expect also that it's saving energy costs for the home for elderly, and it improves also the living conditions of older persons in the home. So it's I would say a quite complex project, considering different approaches. It's combining market economy approaches with public interest, with interests of older persons and interests of younger persons. Една од главните цели на овој проект е исто така да се фаворизира органското производство, кое што е иднината на земјоделството. Во тоа секако своје големо искуство ќе споделат од австриската организација на потрошувачи, бидејќи Австрија е една од водечките земји во светот во органско производство. We have some similar online platforms where local producers, regional producers can give their products and sell them. So I don't know if I know every online platform concerning food delivery, but these ones I know they are quite big and they are selling Austrian-wide. So, but there are also different kinds of vegetable sellers. They are only selling regional their vegetables. One platform is selling Austrian-wide and not fresh cooked meals, but some like let's say bread or something like that, or meat, which has not to be delivered that fast. And others who sell their regional vegetables, they don't produce that much, and they sell it, let's say, in a circle of 50 kilometers or something like that. Овој проект што ќе трае 18 месеци, на крај ќе забележи видливи резултати апсолутно во секој сектор каде што делува. Во соработка со Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, работиме да ги охрабриме земјоделците да ги следат правилниците кои што излегоа за ставање на промет на млеко и производи од млеко и растителни производи кои што кај примарните производители објектите од мал обем на производство, така што при промовирање на органско производство, здрава и безбедна храна, ќе овозможиме на секој во нашиот град да има пристап до хранливи, вкусни и квалитетни производи од локалниот регион. Со проектот ќе бидат исто така набавени и електрични велосипеди, со кои ќе се разнесува храната низ градот, со што пак целиот проект добива една еколошка димензија, односно се промовира зачувување на животната средина и намалување на емисијата на штетни гасови. The idea of delivering with bicycles in general is very good, because the transport system is very heavy. It's very big, and it produces much of the CO2. And I think the idea of regional delivery with bicycles, especially with electrical bicycles, is a very good idea, which is in bigger countries, in bigger cities in Austria, still in growing. It's a combined approach of market economy and social economic enterprise and public institutions. So I guess this could be a good example for the future. As regards the support of your organization to be established as a social economic enterprise, we will also provide different workshops in this field. So hopefully that this part of this project will be successfully too, I guess, yes. And all the best once again to all stakeholders and participants in this quite interesting project. Проектот се планира да биде имплементиран во наредните 18 месеци.